Може прашање? Повелете. Доктор Цана, го реновиравте одделот, односно еве први кат, меѓутоа колку ќе може да одговорите на потребите, доколку има нели поголема потреба на пациенти кои што во Карил би требало да дојдат кај вас на интензивна нега, ако пред 2 месеци мислам дека објавивме дека ви требаат најмалку 100 вработувања на клиниката. Да, тоа е точно, недостаток на персоналот вкупно, значи тоа се смета целокупниот персонал што недостасува по систематизација околу 100 вработувања, тука нормално дека ќе имаме помош од институциите, тоест Министерството и владата, за да имаме нови вработувања, затоа што сите знаеме, тоа е јавна тајна дека медицинскиот персонал секој ден е покус во државата, така што со заеднички напори се очекувам да имаме нови вработувања за да се обноват нели ресурсите кадровски на клиникава. Затоа во моментално имаме недостаток, но нели со заедничка соработка очекувам дека ќе имаме така нови вработувања кои ќе придонесат за да се пружи. А во врска со прашањето дека доколку има потреба, се знае, бевте сведоци на капацитетот, посебно, значи, нашата интензивна нега е обучена со, водство на раководителот на интензивна нега за пружање на здравствена нега и лекување на пациенти што се не се хируршки пациенти. Тоа мора да го направиме таа разлика, да не се смета дека сега отворена интензивна нега и дека сите постоперативни случаи треба да вршат тука. Значи, ова е обучена и мислам дека единствената во клинички центар, без оглед што интензивна нега ја сметам како срцето на една институција, тоест клиника, која би требало да го имаат со почит кон сите директори присадни, скоро сите интернистички клиники, затоа што не може да се смета да функционира една институција, тоест клиника, ако нема интензивна нега. Ако може едно дообјаснување тука, значи ако во клинички центар во сите клиники постои одел за интензивна нега. Највише што работеа се Карил и кома центар на неврохирургија. Ако има друга клиника после нив, посебно после пандемијата 2020-2021, кај што интензивната е најконфидентна и најкомпетентна, тоа е клиниката за инфективни болести. Така да со новите услови и новиот процес кој што треба да започне со реконструкција на Карил, а тоа мораме да го започнеме, ако не овој месец, после 5 месеци, мора да најдеме бекап. Подобар бекап само за интензивните интернистички пациенти, отколку на инфективна клиника, ја мислам дека не постои. Кадар имаме недостаток, меѓутоа повторно тие доктори се тука, а одредени доктори што ќе бидат слободни од Карил, повторно ќе бидат на достап на клиниката за инфективни болести за специјални пациенти или пациенти за кои што би требало можеби да дојде накнадно некој од анестезиолозите. Кога се видовме пред нова година, кога зборевме за специјализација, рековте дека доцна државните ни се чини, така мислам дека спомнате. Кажете ми, кога се правеше тој план, министре, дали се зема предвид и овој момент кадарот што фали на инфективна, фали уште некои радиолози и се останато, дали тука квотите се зголеми? Затоа што преку ноќ ние не можеме да добиеме специјалист, пак треба време. Дали веќе почнавте со тоа за да се образува кадарот што ни недостига во државата? Секако дека да, не само на клинички, можеби на клинички најмалку недостасува. По внатрешноста највише недостасува. Веќе се направени одредени статистики, математики, како да ги покриеме и да почне еден специјалист денеска со специјализант, му треба 4 до 6 години да заврши. За одредени болници веќе се пуштени државни специјализации по тоа што највише им недостасува. Меѓутоа, верувајте, пред 2 недели бев во, ако не се лажам, во болницата во Прилеп. Директорот ми вика, и да ни дадете специјализации, ние немаме вработени доктори кого да го испратиме.
Затоа прво ќе ни треба, се надевам во тек на овој месец ќе завршат тие вработувања на договорци, некои општи доктори, сестри, болничари и така натаму. И специјализанти веќе ги дисперзираме и имињата ги добиваат болниците, се надевам недели веќе објават конкурси за да ги прифатат, за да ги примаат. Така да ние правиме максимум што можеме да дадеме такви специјализации какви што треба за одредена здравствена, јавно здравствена установа. Министре, Спомнавме ковидот, сакам само да се надоврзам. Како ковидот бевме сведоци дека многу лекари го искористија моментот и од јавно здравство го напуштија, баш кога беше нели најгусто, и замина во приватно здравство. Па сега кога е мирна ситуацијата, сакам да прашам дали како министер, дали пошироко размислувате да се донесе нешто како правилник, како закон, како што и да е, правна легислатива, во такви ситуации секој останува таму каде што е, додека да се смири ситуацијата, дека јавниот интерес е побитен од личниот профит. Бевме сведоци кога 8 септември остана без инфектолог, баш кога беше најгусто. Дали размислувате нешто за година? Јас размислувам и посакувам никогаш да не ни се повтори тоа. Меѓутоа, размислувам и за тоа дека имаме дефицит на доктори во јавноздравствените установи и без разлика на што некогаш кога ни треба кадар, не гледаме за историја на докторот. И на инфективна клиника, и на други клиники, ако има доктори кои што сакаат да се вратат од приватното здравство во јавното, јас сум подготвен и веќе тоа го поминавме на влада, да можат да се трансферираат. Таков еден случај имаме и на инфективна клиника, меѓутоа повеќе во внатрешноста на државата имаме такви случаеви, значи зборувам за општите болници низ целата територија на нашата држава. Министре, кога ќе биде подпишан на договорот со Геока Construction за паркингот на Клинички, за кој веќе објавивте дека ќе биде јавно-приватно партнерство на 20 години, и дали добро го имате разгледано портфолиото на оваа компанија, колку е успешна во тоа што го работела, односно колку е неуспешна? Видете, процедурата е помината, меѓутоа повторно треба да ги помине уште одредени филтри кои што поминуваат во владата. Јас не се разбирам од тоа и да ми дадете портфолио, не ме ни интересира тоа, меѓутоа не е за 20 години, чисто да ви кажам. Значи, по физибилитетот е предвидено да биде за 20 години. Меѓутоа, во меѓувреме, имаме одлука на влада дека паркингот може да се користи додека клиничкиот центар е тука. Јас лично мислам дека клиничкиот центар тука нема да биде повеќе од 7 до 8 години. Значи, како ќе биде подпишан тој договор? Ние сме го ставиле... Ако приватно партнерство, треба да имате роки, рамка, Ние сме го ставиле и тоа како услов, дека додека е клиничкиот тука. Тоа може да биде 5 години, 6, 7, 8, 9, 10, но лично мислам дека клинички нема да остане овде повеќе од 7, 8, еве речете 10 години. Нема да биде повеќе. Затоа и интересот на компаниите беше мал. Не се пријавија, бидејќи да беше за 20 години сигурно ќе се јавија. Без разлика. Значи, тоа што процедурата мене ме известија од проектната единица дека е помината кај нас, сега има уште одредени филтри што треба да поминат низ владата. Ако поминат, окей, ако не поминат, пак ќе го објавиме. Вели се, вие не се разбирате, ти што ви се разбирате од Министерството, го разгледале портфолиото на Па најверојатно да. Колку ќе поскапи цената оваа фирма доколку стопани? Цените се 50 денари, во Рамстор е 60 денари, паркинг за еден час. Добро, за Нова Македонија, видите, и тука имавме паркирање на автомобили кои што го оставаат тука и после излегуваа во град. 50 денари, ја мислам дека е пристојна цена во територијата. Нова Македонија, пред Нова Македонија е 40 денари за граѓани, така да 50 денари не е цена која што е многу висока. Ја мислам дека, имајќи го во предвид дека и какви се цените, како се движат, така да мислам дека цената не е лоша. И очекува тоа да биде прифатено од пациентите од овие што работат на клинички, бидејќи ова најдобро е земјиште од клинички центар, превозски центар за шетање. Најдобро е 0 денари да биде. Најдобро е тоа, меѓутоа ако најдете таков понудувач што ќе ни направи, ќе инвестира, ќе имаме плюс 600 паркинг места и нема да наплатува ништо, тоа би било идеално.
Значи вие се согласите да ви зголеме на цената со овој? Не согласен. Имате понуда, имаше аукција, тоа е цената што е дадена. Јас ви кажувам цената што е дадена. Другото не можеме да се мешаме во тоа. Велите дека само една компанија. Меѓутоа не е некоја цена која што е многу висока. Тоа е во Скопје има места што се 100 денари, 150 денари, така да мислам дека 50 денари е пристојна цена, не е некоја многу висока цена. Велите дека само една компанија се пријавила, што сега е дискутативно доколку последните истражувања, само да се збор за тендерите во здравство, и вела дека секој трет тендер во здравство е со само една фирма. Што е причината што други компании се пријавила, или може би се пријавила, меѓутоа не ги исполнили условите? Значи, Дека вистина е симптоматично. ја не знам како е во другите министерства, не знам од кога е оваа анализа. Знам за компресорските станици немаше ни една фирма еднаш. И се затвори, па се отвори повторно. Ако очекувате ние да направиме нешто да се пријавуваат повеќе, не можеме. Секоја набавка е јавна и се знаат сите процедури. Така да никогаш не сум имал ниту состанок со службата кој што во министерството и кој што ги прави јавните набавки. Кога треба да ги изгради какви? А инаку ако е за лекови нешто, генерално се знаат компаниите кои се пријавуваат. И ако е за апаратура и за тоа се знаат кои се дистрибутери во државата. Ако ме станува збор за забелешките за локацијата на картната гаража, и претходно имаше забелешки за таа локација. А сега истата локација. Само да ви кажам нешто, не е потпишано. Ако слушам од јавноста дека не им се допаѓа, тука сум и да не го потпишам. Значи, не е дека мислам дека на клинички центар се причинува огромна нервоза паркингот. И тоа и вие ми го кажувате. Сега, ако понудата, слушам, секојаш многу ми значи од јавноста што ќе слушам. Ако ми кажат дека не е во ред нешто, пуштено и во влада, ако и таму ми кажат дека има одредени пропусти, немаме нешто. Ништо, ќе го поништиме, ќе објавиме пак, само ќе изгубиме уште една година време. Но предпоставувам дека и тие со кои што соработувате би требало да ви го кажат профилот на таа компанија која што се пријавува. Така за тоа се соработници. Видете, ако очекувате сите компании кои што конкурираат во Министерството за здравство, јас да ги земам и да им гледам профили, тогаш има тим, меѓутоа ја барам дали ги исполнува условите. Дали е се во ред? Тоа ме интересира. Ако е се во ред. А ако го подпишете договорот, за колку време треба да ги изградат картите гаражи? Не знам, точно мислам дека околу 6 месеци до една година. Меѓутоа не ме држете за збор. Повелете во врска со настанот било што да ве интересира, значи повелете со сета почит кон сите представници на медиумите. Ако И имате паркингот е прашање, многу битно прашање за клинички центар. Ја мислам дека е многу битно. Нема добро, за друга сме. при ова пригода ве молам, повелете, имате прашања. Ви благодарам на сите. Ви благодарам.